Километарските ливчиња за советници, можни несериозни кандидати за градоначалници и предизвикување изборен хаос на предстојните локални се во полза на интегративците и нивно оружје да се борат во албанските заедници против противниците од вреди. Дел од политичките аналитичари го оценуваат однесувањето и риториката на ДУИ во врска со нивниот бојкот на измените на изборниот законник и потребата од 2 потписи на кандидатите за учество во изборната трка. Велат Ахмети и сопартиците се спремни на се, само да направат хаос и да ги натераат да излезат сите кои би гласале против вреди. Тој сака да има километарски ливчиња во смисла за гласови, бидејќи знае точно дека тие што ќе излезат се против Лен, односно бидејќи тие знаат точно колку клиентелисти се бројат во тие средини, а особено после формирањето на новиот фронт кој ќе се кандидира, односно кој ќе им се спротивстави на Влен во следните локални избори. Во изјавите на лидерот на СДСМ Венко Филипчек вели дека премиерот Мицкоски измислувал сценарија за хаос затоа што немал резултати, аналитичарот препознава страф од поразот на предстојните избори. Тој тврди дека социјалдемократите ќе освојат 0 општини, но и дека се свесни за очајните резултати, па така, како што вели, топката за хаосот ја префрлаат на владеачката партија. Најверојатно математиките кои ги прават внатре во партијата им кажуваат дека ќе ги изгубат тие гласови кои можеби тие неразочараните или неопределените може да ги гласат. Во овие избори едно е јасно, кристално, дека ќе имаме на помала лага, а тоа е дека СДСМ ќе добие на овие избори и сами тие кажуваат дека нема да добијат на избори, туку манипулираат со бројките на градоначалниците, а тие моментално се движат околу нулата. За прв пат во историјата на Македонија секој граѓанин со важечка лична карта и само 2 потписи може да се трка за влез во локалната власт. Со ова, неизвестно е дека локалните избори може да се претворат во циркус, а понудата од советници и градоначалници да наликува на тетратка. Например, за градоначалничката фотелја во Скопје очекувано е да има 6 кандидати, но може да се кандидираат десетици повеќе, од луѓе кои имаат желба да се занимаваат со политика до оние кои сакаат да си играат мајтап и да ги има на телевизија. Тоа може да ги збуни гласачите и уште потешко да се определат за кого ќе гласаат. Проблемот настана откако ДУИ во собранието не гласаше за измените на изборниот законник, со што немаше бадентерово мнозинство. Со нив требаше да се реши правниот вакуум, откако уставен укина една одредба од изборниот законник.